21 глава. Неговиот брак. Пред да се омажам, една од особините за кои знаев дека сакам мојот сопруг да ја има, беше силна незаинтересираност за спорт. Ја мразев помислата да го поминам остатокот на мојот живот со некој кој го поминува секој слободен момент на каучот, со далечинскиот управувач во рака, гледајќи фудбал, бейсбол, кошарка или голф. Една од работите на која најмногу и се восхитував кај Мајкл, кога почнавме да излегуваме, беше тоа што тој никогаш не го спомнуваше спортот кога бевме заедно. Всушност, тој тврдеше дека спортот му е навистина здодевен. Можете да си замислите колку бев шокирана кога по неколку години, откако се зедовме, тој не само што стана заинтересиран за спортот, туку стана опседнат со него. Ако Чикаго Булс изгубеа, тогаш губеше и целото семејство. Кога Капс ке победеа, сите околу него оглувуваа од неговото викање. Тој не се задоволуваше ако само повремено гледаше некој надпревар. Тој мораше да го гледа секој надпревар. И не беше само пасивен гледач. Носеше дресови и капчиња и скокаше нагоре надолу. Се обидов да одам на надпревари со него, но бев позаинтересирана за хамбургерите. Се обидов да гледам спорт со него на телевизија, но здодевноста беше ужасна. Најпосле и се предадов на огорченоста заради фактот што се чинеше дека тој попрво би гледал спортски надпревар, отколку да помине време со своето семејство. Дури по неколку години кога навистина почнав да се молам за нашиот брак, работите се променија. Заради одредена, за мене необјаснива причина. Бог не го одзеде интересот за спорт од мојот сопруг, како што се молев. Место тоа, тој мене ми даде мир и нов поглед кон тоа. Направивме компромис, каде што јас нема да го притискам да се откаже од спортот, доколку тој не ме притиска мене да глумам незаинтересираност. Јас нема да го обвинувам за тактичка измама пред да се земеме, доколку тој ми го дава истото внимание. Ова може да изгледа како незначителна работа во бракот, но ваквите работи се собираат и можат да станат одлучувачки за тоа дали еден брак ќе продолжи или ќе се распадне. Молитвата за сите аспекти на бракот не дозволува концептот на развод воопшто да влијае врз бракот. Затоа не смееме да ги запоставуваме важните прашања, дури ако сметаме дека тие не се однесуваат на нас. Од денот на нашата венчавка се молам да нема развод, ниту неверство во нашата иднина. Иако не постои историја за кое било од двете во нашите семејства, разводот и неверството толку многу ја пренатрупаа нашата култура и бизнисот со кој се занимававме, што тие речиси и се очекуваа во одредени кругови. Се молам Бог да го сочува нашиот брак од такво уништување. Тој верно ми одговора на овие молитви. Бракот е прекрасен кога двајца луѓе стапуваат во него, со заемна посветеност да го сочуваат силен, без оглед на се. Но често се случува брачните двојки да имаат претходно создадени идеи за тоа каков треба да биде другиот и како треба да изгледа брачниот живот. И тогаш се судруваат со реалноста. Токму тогаш нивното царство може да се раздели. Затоа треба постојано да се молиш, сите нереални очекувања да бидат изложени и сите различности да бидат надминати, за да можете да растете заедно во дух на единство, посветеност и врска на интимност. Моли се вашиот брак да биде место каде што двајца се согласуваат, за да може Бог да биде помеѓу вас. Евангелие според Матеј, 18 глава, 19 и 20 стих. Доколку некој од вас претходно бил во брак, моли се да не ги донесете остатоците од тој брак во вашиот брак сега. Раскинете ги сите врски, добри или лоши, емотивни или духовни, од претходните односи. Не можете да продолжите во иднината доколку вашата нога е заглавена во минатото. Не сваќај го несериозно својот брак,
без оглед на тоа колку е добар. Секој кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Прво Коринќаните 10 глава 12 стих. Моли се твојот брак да биде заштитен од секоја личност или ситуација која би можела да го уништи. Замоли го Господ да стори се што е потребно, за да го сочува бракот неоштетен, дури ако тоа значи едниот од вас да биде удрен од гром, додека ќе помисли да се откаже. Моли се Бог да го направи вашиот брак извор на радост и животи за двајцата, а не робување, трн, ужас, раздразнетост или привремена состојба. Молитва. Господе, се молам да го заштитиш нашиот брак од се што би можело да му наштети или да го уништи. Закрили го од нашата собствена себичност и запоставување, од злите планови и желби на другите и од нездрави и опасни ситуации. Не дозволувај воопшто да постојат мисли за развод или неверство во нашите срца, ниту сега, ниту во иднина. Ослободи не од минатите повреди, сеќавања и врски од претходните односи и од нереалните очекувања еден од друг. Се молам да нема љубомора кај ниеден од нас или ниско мислење за себе си кое и претходи. Не дозволувај во нашите срца и навики да влезе нешто што би го загрозило нашиот брак на кој било начин, особено работи како што се алкохолот, дрогата, коцкањето, порнографијата, похотата или обсесивноста. Соединење во врска на пријателство, посветеност, љубезност и разбирање. Отстрани ја нашата незрелост, непријателство или чувство на неспособност. Помогни ни да одвојуваме време еден за друг, да го негуваме и обновуваме бракот и да се подсетуваме себе си на причината заради која воопшто се зедовме. Се молам, името на сопругот, да ти биде толку посветен на тебе, Господе, што неговата посветеност на мене никогаш да не се разниша, без оглед на бурите што ќе дојдат. Се молам нашата љубов еден за друг да расте секој ден, за никогаш да не им оставиме наследство на развод на нашите деца. Моќни алатки. Подобро име на двајца отколку на еден, зашто имаат подобра плата за својот труд. Ако падне едниот, другиот ќе го поткрене, а тешко му на едниот. Ако падне, нема никој да го крене. Проповедник, 4 глава, 9 и 10 стих. Почитувај го својот дух и не биди неверен на жената на својата младост, зашто јас го мразам напуштањето на жената, зборува Господ, Израелевиот Бог. И оној кој со неверство ги валка своите облеки, говори Господ на двоинствата. И така внимавајте на својот дух, не бидете вероломни. Малахија, 2 глава, 15 и 16 стих. Сите да го почитуваат бракот и брачното легло неосквернето, зашто Бог им суди на блудниците и прелюбниците. Евреите, 13 глава, 4 стих. Па и ако се спие двајца заедно, потопло е, а како ќе се загрее самецот? Проповедник, 4 глава, 11 стих. А на сопружниците им наложувам не јас, туку Господ, жената да не го напушта мажот, ако го напушти, нека остане немажена или нека се помири со својот маж, и мажот да не ја остава својата жена. Прво Коринќаните, 7 глава, 10 и 11 стих.